Заврши времето кога невладините организации зависеа од класичните медиуми и се надпреваруваа за внимание со високата политика, криминалот, реалните шоуа со сензационализмот. Сега повторно мора да се надпреваруваат со сето тоа, но барем може самите да се изработат медиумски содржини и да се обидат што повеќе да ги прошират. Тоа им го возможуваат интернетот, социјалните мрежи, видеоплатформите, смартфоните и мобилното новинарство. Малиот буџет веќе не е ограничување, бидејќи не ви треба холивудско студио за да пренесете порака. За софтвер изберете од мноштвото апликации за снимање, ефекти, монтажа, од кои дел се бесплатни. Но бидејќи не е доволно да се има алатот за да се знае занаетот, еве неколку трикови како една организација може самата да стане свој медиум. Основна лекција во 21 век е мултимедија. Ова е време кога весниците имаат видеоредакции, телевизиите имаат уредници за текстови, а радијата ангажираат фотографи. Секој се бори за секоја публика. Затоа е добро секој производ да се направи во што повеќе варијанти: текст, аудио, видео, фотогалерија, графикон. Втората лекција е идентитет. Визуелен идентитет поточно. Едноставно лого со 2-3 бои и 1 до 2 фонта и единствен стил и за текстуалните и за аудиовизуелните содржини. Не може две видеа од ист проект или серија да ви бидат едното како хорор филм, а другото како диско спот од 80-тите. Визуелниот идентитет е важен за да бидете препознатливи во океанот од милиони лица, организации и компании што пласираат медиумски производи. Третата е кадар. Ова се однесува на видео и фотосодржините. Пред да станете како Спилберг, најдобро е да се држите до едноставното школско правило. Вистинскиот погодок не е на средината. Следете ги линиите на екранот и она што сакате да биде во центарот на вниманието поставете го каде што се сечат горната хоризонтала и левата вертикала. Експериментирајте, но имајте го ова како сигурен материјал. Четврта, музика. Во видео што пренесува порака за работата или за резултатите на една граѓанска организација, најдобрата музика е онаа што гледачот нема да ја забележи, но ќе му го задржи вниманието. Затоа ритамот треба да одговара на содржината. Видео за здравствените ефекти од аерозагадувањето не може да оди со весели звуци. Исто така, бидејќи организациите служат за да наметнат решенија, не само за да ги прикажат проблемите, во нивните медиумски производи нема простор за траорна музика. Особено важната петта лекција е авторски права. Дури да падне од небо еден медиумски производ, се уште има некој што го создал и што има некакви права врз него. Ке имате потреба да користите многу фотографии, видеа, графикони, музики и друго од интернет. Но тоа не е бесплатен пазар од каде што во корпата си полните се што ви треба, туку минско поле, каде што ако допрете нешто погрешно ќе ве оштети за неколку илјади евра, што наверојатно ги немате, зашто не се буџетирани. Има 3 нивоа на права. Кај заштитените права, еден производ може да се користи само ако го прашате авторот. Можеби ќе ви побара нешто за возврат, можеби не, но мора да прашате. Второто е посложено и има повеќе поднивоа, а се вика Fair користење или Creative Commons. Ова се содржини што може да се користат и без прашање, но главно за производи од јавен интерес, а не за нешто со кое потоа се заработува. И најчесто треба да се наведе изворот. Третото ниво се содржини без заштита, кои или се многу стари или самите автори решиле да му ги подарат на интернетот. Може да се користат без прашање и без услови. На крајот, кога медиумскиот производ е готов, треба да му го определите нивото на заштита. За граѓанските организации најдобро е да ги направат своите содржини достапни за фер користење со атрибуција. Секој да може да ги земе, но да наведе кој ги изработил.